Предизборна манипулација или уште една година без успешни обиди скопјани да добијат бесплатен јавен превоз. Ветувањето кое во програмата на градоначалничката Даниела Арсовска беше дадено дека ќе се исполни во првите 2 години од мандатот, уште стои како отворено прашање. Иако во кампањата, но и потоа, Арсовска ветуваше бесплатен јавен превоз до втората половина на 2023 година. Сега најновите најави за бесплатно возење во автобуси се поместија за 2024 година. Арсовска на последната изјава за медиумите прстот го впери во советниците. Тие биле виновни зошто не се носел планот за бесплатен јавен превоз. Јавниот автобуски превоз ќе биде бесплатен токму онака како што беше најавено во програмата за модерно Скопје. И тоа опфаќа целосно бесплатен јавен превоз во првите 2 години од почнувањето на мандатот, што значи дека во втората половина на следната година бесплатен јавен превоз ќе има. Следниот буџет ние веќе буџетираме бесплатен превоз за сите граѓани и покрај тоа што ке советниците очигледно е дека кои што го прават во да не се испорачаат овие проекти пред граѓаните, ќе биде ставена и оваа одлука пред нив за да гласаат за буџетот во 2024 година. Град Скопје и Арсовска еден месец одбиваат да ги одговорат прашањата на Ајденон. Кога ќе се воведе бесплатниот градски превоз, колку пари досега се потрошени и која е сумата која треба да се одвои за овој проект, ветен во предизборието. Шефицата за односи со јавност на градот, Кристина Депо, иако кажа дека одговорите биле подготвени, уште нема одговор. Незиното последно ветување беше дека веднаш ќе ги дадат одговорите со образложение. Не знам зошто не се пратени одговорите. Им реков на службите да ви ги пратат преку мејл. Веднаш ќе проверам. Ова беше и последниот одговор кој го добивме од неа, кога Ајденон пред градските бараки чекаше одговори после речиси цел месец од како се испратени прашањата. Од тогаш Депо одбива било каков вид комуникација со Ајденон. Експертите предупредуваат дека на оваа тема не треба ниту да се разговара, бидејќи нема да ги реши проблемите на граѓаните. Според професорот Никола Крстановски, кој на Битолскиот технички факултет предава предмети за јавен градски превоз, освен банкрот на град Скопје, ништо друго не би можело да се случи. Ако се направат, се видат бројките, колкави пари треба да се обезбедат за да се обезбеди целосно бесплатен јавен градски превоз, ќе испадне дека градот Скопје треба да банкнотира. Значи не може градот Скопје да обезбеди толкави финансиски средства за да обезбеди целосно бесплатен јавен градски превоз. Впрочем, малку имаше една конфликтна ситуација нели во предизборието, ветувањата, не само бесплатен јавен градски превоз, туку и ќе се проширила понудата, не знам, со нови линии, со продолжени линии, со почести тргнувања. Тоа уште повеќе значи дека уште повеќе би се зголемиле трошоците на работењето и уште повеќе пари би требало да се обезбеди за да се покрие и така зголемената понуда во јавниот градски превоз. Ова идеја за бесплатен јавен градски превоз мислам дека е целосно неостварлива. Јавното сообраќајно предпријатие со овој проект би доживеало големи трансформации. Нема да ги добива ниту парите од билетите, кои не се ниту блиску до она што значи дневни трошоци на предпријатието. Сепак од таму за Ајденон велат дека ќе мора да го почитуваат она што ќе го донесе градот како одлука. Ние сме само извршители, она што ќе го изгласа Советот, ние сме должни да го реализираме. Дека Арсовска наидува на целосна блокада за незините идеи кога станува збор за градското собрание, демантира изјавата на советникот Горијан Јовановски од Зелен хуман град. Како концепт, бесплатниот автобуски превоз е супер според мен и можеби понатаму ќе ги мотивира граѓаните кои што сите сме зависни од нашите автомобили да почнеме да го користиме јавниот превоз. Сега кога ќе имаме бесплатен, треба да имаме и функционален јавен превоз и тоа е критичниот момент. Ние ако немаме доволно автобуси, ако доцнат, ако не се во сериозна возна состојба каде што е преку лето нема клима, преку зима мрзнеме внатре, не гледам како бесплатен јавен превоз ќе го поправи тоа и ќе ме натера мене, тебе или кој било друг да речеме во ред ќе се качиме во ЈСП автобус ако имаме алтернатива како што е автомобил или велосипед. Ние секако би сакале да видиме бесплатен јавен превоз и веруваме дека тоа ќе помогне во намалување на сообраќајната гужва. Не со аерозагадувањето, но барем со сообраќајниот хаос во Скопје, но мора тој јавен превоз да е функционален пред се, па потоа да го направиме и бесплатен. Од ветениот бесплатен превоз жителите на Скопје добија само во денови кога е загадено и за бела ноќ. Автобуси повторно се чекаат во редици и повторно како досега, со наплата на билети. Оние кои имаат бесплатен јавен превоз се бројат на една рака.
Луксембург, која е мала држава, градот Талин, чии резултати не се според очекуваното, бидејќи намалувањето на возење автомобили на сметка на автобуски превоз е 2 до 3%, како и Малта, која е меѓу последните што на целиот остров воведе бесплатен јавен превоз. Градот Лион пак по проценките добил резултат дека е невозможно да се воведе јавен превоз кој граѓаните би го користеле без да плаќаат.